Дефинитивно најомилената приказна на мнозинството. Ова е убавата и добродушна пепелашка која останува сирача откако умира таткото, кој претходно се оженил со друга жена која со себе донела 2 ќерки. Токму оваа лоша макија и го претвора животот во пекол. Од татина принцезата се претвора во понижувана слугинка, за на крајот со својата добрина и секако со помош на пријателите да стигне до своите соништа. Преубавата приказна за пепелашка, Анастасија, Гризела, лошата макеја, принцот, дебелиот крал, трапавиот слуга, мачарот Луцифер, кучето Бруно, веселите глувчиња, коњот и добрата вила. Приказната во која тиквите стануваат луксузни кочии, старите чевли стануваат нови стаклени чевлички, кои длабоко им се врежани во главата на малите девојчиња. Малкумина знаат дека другото име на оваа бајка е малата стаклена чевличка. Во светот познати се многу верзии на оваа бајка за пепелашка и нејзиниот принц. Најпозната е онаа на браќата Грим која датира од 1950-та. Се сеќавате ли на девојката која се дружеше со 7 мали човечиња, спиеше на 7 мали креветчиња, јадеше од 7 мали чинивчиња, пиеше од 7 малечки чашки и живееше во една малечка куќарка таму далеку во шумата? Токму таа, Снежана, девојката со црна коса, снежно бело лице, румени образи и шарен фустан. И оваа бајка е на браќата Грим, нешто постара од пепелашка, датира од 1937-та. Како и пепелашка, веројатно најпознатата верзија е оваа. Гледате дел од толку добро познатиот анимиран цртан филм на Волт Дизни. Снежана доаѓа во куќарката на џуџињата рудари за да побегне од лошата вештарка која ја завидува на убавината. Таа, престорувајќи се во грда старица, сепак ја наоѓа убавата Снежана и дава отровно јаболко. Секако тагата на џуџињата по убавата пријателка ја разбива принцот. Тој ја бакнува Снежана која лежи во стаклениот ковчег и ја поништува магијата. Тие се влюбуваат и ќе живеат среќни до крајот на животот. Кога сме кај Дизни не можеме да не ја споменеме и приказната за Трнорушка, веројатно подобро позната под насловот за спаната убавица. Сигурно се сеќавате на убавата Аурора, за која познатиот медиумски конгломерат реши да направи анимиран филм во 1959-та. На крштевката на оваа убава принцеза, пред третата добра вила да ја даде благослов. Злобна вила доаѓа со проклетство. Утрото кога принцезата ќе наполни 16 години, ќе си го боцне прстот на вретено и ќе умре. Третата вила очекувано не може да ја поништи магијата, но може да ја ослабне. Така принцезата нема да умре, туку ќе падне во длабок сон. Таа на среќа ќе порасне и ќе се заљуби во принцот кој ќе ја спаси од лошата магија на вештирката. Магии на лоши и љубоморни вештерки. Љубов која е единственото нешто што може да ги врати работите како што биле порано. Истото нешто кое е основата на речиси сите бајки, па и на убавицата и ѕверот. Злобна старица го претвара убавиот принц во грд ѕвер. Единствениот начин да се разбие оваа лоша магија е вистинската љубов. Со сигурност се запрашувавте што ќе се случи кога за прв пат ја гледавте анимираната верзија од 91-та година на студиото на Дизни. Веќе сите знаеме дека убавата Бел е доказ за љубовта која не познава граници на физичкото. Таа е девојката која се влюбува во нежниот ѕвер. Ова е уште една одлична бајка, онаа за необичните патешествија на Алиса која талка низ земјата на чудата. И оваа приказна на Луис Керол уште поголема слава стекна во 1951-та, кога беше филмувана од студиото на Дизни. Преубава бајка во која се е толку нереално и фантастично. Една од 10 најубави сказни во светот. Приказната за големите детски желби и копнежите за да се доживее она што е несекојдневно и невообичаено, а е неизмерно убаво и прекрасно. Сигурно барем еднаш во животот посакавте да се смалите, или да пораснете, или пак да станете невидливи. Луис Керол и Волт Дизни ги прочитале вашите мисли, па преку патешествијата на малото русокосо девојче со панделки во косата, ве носат во земјата на чудата. Со неа од никаде се најдовте во зајачката дупка, примавте совети од гасеницата, откривте кој ги украл сладките на кралицата. Се на се една луда забава. Сигурно се сеќавате. Ова е приказната за малечката сирена која упорно сака да го види светот на луѓето, но низиниот строг татко ја забранува. Лудата по авантури на површината на морето здогледува брод на кој има роденденска забава. Среќа во несреќа, Ариел е во близина кога принцот Ерик доживува несреќа и паѓа во водата без свест. Таа го спасува и го носи до брегот, а кога тој ќе се освести, таа си заминува во водата. Веќе знаете, Ариел се заљубува во принцот Ерик и посакува вечно да биде покрај него.
Таа е дури подготвена на лошата морска вештерка Урсула да ја го даде прекрасниот глас кој го привлекува Ерик, а за возврат да добие нозе. Нема потреба да ви кажам дека Ариел и Ерик по голема борба ќе живеат среќни и ќе се сакаат до крајот на животот. Она што е можеби најспецифично за анимираната верзија на Дизни од 1989 за малата црвенокоса сирена е прекрасната музика, која не ви дава да седите мирни до крајот на филмот. Приказната за Црвенкапа и волкот е нешто малку поразлична. Ова не е љубовна приказна. Бајката го следи патувањето на малото девојче низ шумата која треба да ја помине за да стигне до куќарката на својата баба. Црвенкапа подскокнувајќи и пеејќи оди на болната баба да ја однесе храна. Таа наидува на гладниот лош волк кој сака да ја изеде. Стариот титрац ја престигнува додека бере цвеќиња. Во меѓувреме тој оди во куќата на бабата и успева да влезе преправајќи се дека е бабата и ја чека Црвенкапа. Според една верзија бабата ја затвора во плакар, а според друга волкот ја голта. Тука некаде се оние добро познати реплики на Црвенкапа и волкот кои ги повторуваат децата. Зошто ти се големи очите? За подобро да те видам. Зошто ти се големи ушите? За подобро да те слушнам. Зошто ти се големи забите? За подобро да те изедам. Црвенкапа и бабата секако излегуваат неповредени, а утробата на волкот која ја расече ловџијата кој дојде на помош, ја полнат со камења и лошото животно го фрлаат во бунар. Пред да ви посакам да живеете среќни до крајот на животот, ќе ве потсетам и на некои други бајки. Се сеќавате на приказната за трите прасиња кои во борба со лошиот гладен волк ги развиваат своите градежнички способности. Градат куќа од слама, потоа од дрва, на крајот од камења. Тука се и приказните за Али Баба и неговите 40 разбойници, за малиот ловџија Петре и волкот, за човечето од Ѓумбир, малата принцеза и зрното грашок, Том Палчето и сличната приказна за Палешка. Ќе ги споменеме и приказната за Петар Пан, момчето кое никогаш не порасна, и за дружината која бараше помош од волшебникот од Оз. Петар Пан е пренагласен стереотип на наперчено, бестрашно, самоуверено и безгрижно момче, кое многу често запаѓа во неволји. Тоа е она мало палаво момче кое може да лета и упорно одбива да порасне. Го поминува своето бескрајно детство во авантурите на малиот остров Недојдија. Како лидер на бандата изгубени момчиња се дружи со сирени, индијанци, самовили и пирати. Секако дружбата со некој од нив не е баш пријателска. Петар Пан се запознава и со деца од надворешниот свет, меѓу кои се и Венди и нејзините братчиња, со кои се бори против лошиот капетан Кука. Од Дизниевата приказна за вечното момче особено интересен лик е и малата сладка Звончица, која не можете да ја заборавите. За крај завршуваме со потрагата на една дружина. Колку пати сте си рекле, никаде не е како дома. Сте посакале да носите црвени чевлички, кои кога ќе ги удрите една од друга ќе ве вратат дома. Девојките сигурно и онака сакаат црвени чевлички кои не мора да се магични. Како и да е, колку пати сте посакале да имате едно сладко мало кученце кој ќе го викате Тото. Да имате верни другари кои со вас ќе ја делат истата мака и неизмерно ќе ве поддржуваат. Така е, ова е приказната за патот од жолти цигли, за смарагниот град, за изгубената Дороти, добрата вила од северот и лошата од истокот, за страшилото кое бара мозок, лавот кој бара храброст и железниот човек кој бара срце. Мистериозниот волшебник од Оз околу кој се прави неверојатна фама, секако дека им помага на ликовите кои не се свесни дека веќе си помогнале едни со други и низ патешествието сами дошле до она што го бараат. За крај ве советувам што е можно подолго да го задржите во себе малото дете, кое порано им се радувало на бајките.